أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Dragi braća, često pati ni se postavilo prašanje koje najdobme vreme za shodno da odgovorime na to prašanje. To prašanje всеки един верник, всеки един муслиман го обтоварува и бара одговор. Станува збор за како да постапи еден муслиман во ситуација која ќе види сон кој не го посакува. Кои се тие чекори, кои се тие методи и начини, кои ако еден муслиман ги превземе, која ќе види сон кој е кај него омразен, сон кој е непосакуван, да она што ќе го види внатре во сонот, да тоа не му се оствари во неговиот секојдневен живот. Нашиот пегамбер Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем во еден хадис шериф вели, кој ќе постапи според овие начини, хутуат, според овие чекори, фе иннаха ла тадурруху. Тој сон нема ништо да му наштети. Па дури и тој сон да е од мелек, ако човекот, ако верникот, муслиманот, постапи според овие чекори, 6 чекори, тогаш сонот нема да му наштети. А ние знаеме дека пегамберот салаллаху алейхи ва селем وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Тој не зборува по свој хир, тој зборува според она што Аллах азза ва џелле му го објави. Затоа, драги браќа, да тргнеме по тие чекори кои ни ги објаснува пегамбер салаллаху алейхи ва селем, кои ако би ги направиле, ако би ги спровеле на дело, во пракса, тогаш каков било сон, кошмар, да го видиме преку ноќ, тој нема да ни наштети. Прво што треба да направиме е да побараме заштита кај Аллах џелешану, приклониште кај Аллах субханаху ва таала од тој сон. Ако сме виделе нешто лошо, да побараме заштита кај Аллах џелешану, да Аллах азза ва џелле не сочува од злото што сме го виделе во тој сон. Второ, да побараме заштита кај Аллах џелле џелалуху од проклетиот шејтан. Бидејќи обично таквите сонови, лоши сонови, кошмари, доаѓаат од проклетиот шејтан со кој сака тој да не запуташ. Затоа е потребно да речеме аузу биллахи минеш шејтани раџим. Бараме заштита и се приклонуваме кај Аллах азза ва џелле од злото на шејтан. Трето, ќе плукнеме на лева страна 3 пати. Тоа е плукање без вадење на плунка од нашата уста. Туку тоа се прави на следниот начин. Значи 3 пати плукање на лева страна. 3 пати. Со овој чин, значи бараме заштита кај Аллах џелешану. Четврто, да станеме и земеме абдес и клањаме 2 рекати намаз со цел да Аллах џелле џелалуху не заштити од злото на тој сон. Пето, не смееме никому тој сон кој сме го видели, кој е лош, кој е омразен, кој е непосакуван кај нас, не смееме никому да му го пренесеме, да му го прераскажеме или објасниме. Туку тоа ќе го сочуваме, задржиме во нас себе си. И тогаш тој нема да се реализира и нема да се оствари. И шесто, последен чекор кој треба да го направиме, тоа е да ја смениме страната на која сме спиеле. Ако сме спиеле на десна страна, ќе се смениме на лева страна. Ако сме спиеле на лева, ќе се смениме на десна страна. Може би некој ќе рече, па суннето да се спие на десна страна. Да.
Меѓутоа во овој случај суннет е да ја смениме нашата страна, без оглед дали сме спиеле на лева и на десна страна. Ако ние постапиме според овие чекори кои ни ги објаснил пегамбер саллаллаху алейхи ве селем во веродостојни хадиси, тогаш бидете уверени дека каков било сон да видиме, тогаш нема да ни нештети. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.